Zdravo na sите и добре додовте назад на мојот YouTube канал. Денеска, како што гледате по насловот, одлучив да одговарам на вашите прашања. Неколку дена на Insta Story во боксот што го поставив, барав од вас да ми ги поставувате вашите прашања. Пристигна на вистина многу прашања, но ги одвоив најинтересните на кои што ќе одговарам во денешното видео. Да не должам со најавата, не заборавајте да го заследите мојот Instagram профил доколку сакате да учествувате во некое следно вакво видео, да оставите лайк на видеото доколку ви се допаѓа и да се претплатите на мојот YouTube канал со клик на subscribe доколку се уште не сте претплатени. А ние може да почнеме веднаш. Првото прашање за денеска вели: со кој од преборувачите на Звезда Гранде се дружиш најмногу? Со скоро сите од нашиот тим сум некако у постојана комуникација, меѓутоа не можам да кажам дека се дружиме, просто комуницираме повеќе професионално отколку приватно. Меѓутоа постојат тука луѓе кои ми се некако драги, како што е Теа Шуфта, Белма Хусеин, Нефенди, нашиве македонци, Кристијан, Дејан, Сања. Постојат и луѓе од други тимови со кои сум некаква комуникација. Меѓутоа со ниту еден од нив не можам да кажам дека сум другар, затоа што нашата комуникација се сведува на звездите на Гранд. Но искрено се надевам дека тие познанства ќе прераснат у некакво пријателство во идниме. Следното прашање вели: кога последен пат си ја удрил колата во возење и непазење? Никогаш до сега не сум се лупнал со друга кола додека сум возел, меѓутоа многу често знам да ја лупнам, односно удрам колата додека се паркирам. Последен пат пред буквално 2 дена на паркинг, да ја паркирам колава, паркингов беше со рампа и лупнат буквално у дигната рампа. Следното прашање вели: што ставаш на косата за тоа да изгледа така? Јас користам исклучиво и само восок, секунда само. Го користам овој восок, се не знам, као бјути блогерка сум, хит. Изгледа вака, така што благодарение на овој восок мојата коса изгледа како што изгледа. Следното прашање вели: дали заработуваш од YouTube? Ова прашање важи за едно од најпоставуваните, не само кај мене, туку кај сите јутубери, претпоставувам. Но ајде ќе одговорам во моје лично име. Мојот канал е монетизиран, а за да си го монетизирате каналот, потребни ви се најмалку 1000 сабскрајбери и околу 4000 минути гледаност. Нешто така. Често се менува условот за монетизација, но во оној момент кога јас го монетизирав каналот, беа потребни 1000 сабскрајбери и 4000 минути гледаност. Заработувам, да, меѓутоа многу малку пари. Мора да бидам реален. Во однос на тоа колку секој од нас, како јутубер, се труди, колку време му е потребно да снима видео, да го намонтира, да го постави, да го изрекламира, тоа се буквално смешни пари. Не постои Македонија јутубер кој може да живее само исклучиво од поставување на YouTube видео. Следното прашање вели: дали некогаш си имаш напиено и следното утро да не знаеш што ти се десило ноќта? Не еднаш, повеќе пати сигурно, што не е за пофално. Кога последен пат си патувал и каде би сакал да живееш? Ова се 2 прашања у едно, односно 3 прашања у едно. Последен пат патував, ако не се лажам, февруари или март. Бев на трет менторски час у Белград. А каде би сакал да живеам? Па би живеел и у Белград, но нака баш да сакам Калифорнија. Следното прашање е многу лично и нема да одговорам со име и презиме, меѓутоа ајде ќе го прочитам и ќе одговорам со да или не. Вели: дали си имал секс со јавна личност? Сум имал. Следното прашање вели: да не знаеш колку години имаш, колку би си дал, плиз позме, имаш голема поддршка. Поздрав за тебе, ти благодарам на поддршката. Инаку би си дал околу 20-тина, 20, 21, а имам 24, така што е. Колку би ми дале вие, баш ме интересира. Знаејќи дека имам 24 години, на колку ви изгледам у суштина? Плиз, коментирајте доле, баш ме интересира. Следното прашање вели: на колку години сакаш да се жениш и колку деца сакаш да имаш? Леле, не знам, варира тоа у моја глава. Кога бев помал и кога им се потпишував на луѓето у лексикон, не знам дали знаете што е лексикон, дали да знаете, секогаш пишував 25 години. Меѓутоа, со оглед на тоа дека во октомври полнам 25 години, не сум спремен ниту да се женам, ниту да имам деца. Од оваа перспектива, мислам дека најсоодветната возраст за таквите нешта е од 32 до 38 години. Најде некоја златна средина, предпоставам дека за некој 10 години би можел да имам семејство. На 35, например. Следното прашање вели: дали мислиш дека сите претплатници од каналот со Ивона се префрлија на само твојот? Па не мислам дека тоа е така, затоа што да беше така, јас моментално ќе имав нешто повеќе од 25.000 сабскрајбери. Меѓутоа
Меѓутоа мора да признам дека моето действување на каналот Ивона и Марио има голем придонес за тоа јас после само 6 месеци да имам преку 13.000 претплатници на мојот YouTube канал. Луѓето едноставно имале прилика претходно 2 години да ме гледаат на каналот Ивона и Марио и сосема нормално е да се префрлат и овде. Меѓутоа не мислам дека сите се префрлени од каналот Ивона и Марио, затоа што по коментарите забележувам дека постојат и луѓе кои првпат ме гледаат и кои тек сега дознале за мене и кои тек сега се претплатуваат на мојот YouTube канал, така што не мислам дека се истите луѓе во целост. Меѓутоа дека поголемиот дел од луѓето кои таму не гледале се префрлиле и овде, тоа е евидентно и сосема очекувано. Следното прашање вели: опиши го своето детство накратко. Па не знам како да ви ги доловам тие нешта. Никогаш не сум зборувал за моето детство во видео и генерално никаде на јавните платформи. Јас генерално сум имал убаво детство. Сум се родил, сум живеел и се уште живеам во Куманово. Дел сум од 4-члено семејство, двајца живи и здрави родители и сестра која што веќе не живее со мене, се омажи и се пресели во Германија. Растен сум во една убава населба, каде што се уште живеам. Во мое време немаше компјутери, телефони и технологија генерално. Сите по цел ден бевме на улица, бевме едно големо друштво, малско друштво. Правевме бункери, правевме шатори, игравме еден куп интересни игри. Баш онака убави спомени ме врзуваат со детството, така што ете накратко што можам да ви објаснам. Имав неколку најдобри пријатели од мало. Еден од пријателите со кој сум растен се пресели во Шведска, меѓутоа се уште се дружиме, се уште комуницираме. Убаво детство сум имал генерално. Следното прашање вели: дали веруваш во љубов на далечина? Мојот одговор можеби ќе ве разочара, меѓутоа не. До не одам на верував и мислев дека тоа е изводливо и мислев дека тоа може да опстане, меѓутоа љубов преку жици и љубов на далечина генерално во денешно време според мене е некако невозможно. Следното прашање вели: колку субскрајбери ти е целта на YouTube и ако немаш, кажи од прилика. Немам цел во однос на субскрајбери, ниту знам што ме очекува на YouTube. Реалноста често знае да ме демантира. У момент кога буквално мислам дека стагнирам и со прегледи, со субскрајбери, наеднош се појавува видео кое прави буквална експлозија. Би сакал да стигнам потајно до тие 100.000, затоа што тоа е до некаде и врвот у Македонија. Ајде да кажам просечен врв. Постои можност да се стигне до 200 и до 300.000. Меѓутоа 100.000 се навистина голема бројка и голем предизвик за секој од нас. Сакам да ми се случат 100.000, меѓутоа не сакам тоа да ми се случи преку ноќ. Сакам да ги заслужам, сакам да работам, да снимам, да стекнам публика, да стекнам доверба кај луѓето што ме гледаат. Сметам дека можам да стигнам до 100.000, сакам да стигнам до 100.000, меѓутоа тоа не ми е единствената цел на YouTube. Не снимам само за да стигнам до 100.000, туку снимам затоа што уживам во тоа, а растот на сабскрајбери е многу често дополнителна мотивација како за мене, така и за сите мои колеги кои снимаат на YouTube. Следното прашање вели: зошто се одделивте со Ивона? Детален одговор на ова прашање имате во првото мое видео поставено на овој YouTube канал, така што ја ќе ти оставам линк од тоа видео. По завршувањето на ова видео погледни го тоа видео и ќе сватиш зошто престанавме да снимаме заедно со Ивона на каналот Ивона и Марио. Мислам дека е сулудо секое едно видео од ваков тип да се повторувам и да одговарам на прашања зошто не снимаме заедно. Од друга страна верувам дека некои од вас се нови и појма немаат што се случува или не ги погледнале претходните видеа. Токму таа причина и го земав предвид ова прашање за да ти кажам дека во првото видео објавено на овој канал имате детален одговор, односно имаш детален одговор на ова твое прашање. Која ти е најомилена година во твојот живот и зошто? 2020 сигурно не е. Не знам, постојат наназад многу години кои ми се некако драги, секоја има своја политика. Можам да кажам 2013, 2014, тоа се некои години каде што јас созревам и сваќам што у животот ми треба, што сакам да работам, што сакам да учам. Со оглед на тоа колку 2020 е лоша, сите претходни години ми се топ омилени, без разлог. Меѓутоа
2017 ја паметам поубаво, не знам. Следното прашање вели колку најдолго си бил со девојка? 2 години. И последното прашање за ова видео вели дали некогаш си помислил да се откажеш од снимање на YouTube заради хейт коментари? Сум помислил да се откажам од YouTube, но никогаш заради хейт коментари. Хейт коментарите постојат и ќе постојат и во оној момент кога јас одлучив јавно да се експонирам, бев спремен на тоа дека моето постоење ќе предизвикува и позитивни и негативни коментари кај луѓето. Тоа е некако сосема нормално и природно. YouTube е јавна платформа, како и сите останати социјални мрежи. Кога веќе сакаш да живееш некаков јавен живот, треба да бидеш спремен на коментари од секаков тип. Не е дека јас ги оправдувам луѓето кои пишуваат хейт коментари, меѓутоа свесен сум за тоа какви луѓе пишуваат хейт коментари, кој се крие за тие профили. Тоа се несретни луѓе кои не консумираат доволно љубов од родителите, од пријателите, од браќата, сестрите, бабите, дедовците. Тоа се неостварени луѓе, сфрустрирани луѓе, необразовани луѓе. Среќен човек, задоволен човек, исполнет човек, остварен човек, нема време да коментира ниту под моето, ниту под твоето YouTube видео. Се и да коментира, може да остави конструктивна критика или некој позитивен коментар. Меѓутоа, среќните луѓе и задоволните луѓе немаат нагон да пишуваат негативни коментари и благодарение на истите да се возвишуваат себе си и некако да хейтерите, односно луѓето кои пишуваат негативни коментари, се луѓе кои што мислат дека мене ќе ми го упропастат денот ако ми остават хейт коментар, а со самото тоа се надеваат дека нивниот ден ќе биде подобар. Не, нема да биде подобар. Со оглед на тоа колку позитивни коментари ми пишувате, сулудо би било да се откажам од YouTube, затоа што 5 несретни луѓе одлучиле да ми напишат како сум грд, како сум педер, како сум смешен, како сум досаден, како ова, како... Мислам, тоа се некои работи кои просто мене не можат да ме поправат. И другари, стигнавме до крајот на денешното видео, кое што искрено се надевам дека ви се допадна. У најскоро време се надевам дека ќе снимам уште некое вакво видео, така што не заборавајте да го следите мојот Instagram профил за да бидете во тек кога ќе објавам известување дека планирам да одговарам на вашите прашања. Доколку ви се допадна видеото, не заборавајте да оставите лайк. Доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на subscribe. Јас за овој момент ви посакувам убав остаток од денот или вечерта кога и да го гледате видеото, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!